Денот на ослободувањето на градот Штип, 8 ноември, со положување свежо цвеќе, денес на споменикот на револуцијата во исорот на градот се одбележа чествувањето на празникот. Представници на локалната самоуправа, политички партии, делегации, пријатели им одадаа почит со едноминутно молчење на борците. Председателката на Советот на општина Штип, Виолета Кожинкова-Карагунова, пред медиумите истакна дека овој ден од голема важност, бидејќи како што вели денес Штип чествува, прославува, но и се сеќава на своето револуционерно минато. Денес градот под Исарот чествува. Денес Штип прославува, но и се сеќава на своето револуционерно минато, кое свој почеток бележи векови наназад. Со првата иницијатива, дадена уште во 1893 година, беа поставени темелите на еден организиран револуционерен отпор и непокор, кој своја еволуција и своја успешна завршница доживува токму на денешниот датум, 8 ноември 1944 година, пред точно 80 години. Овој светол датум не е обичен датум. 8 ноември е датум кој за секогаш ќе биде врежан во сеќавањата на штипјани. 2 август 1903, 11 октомври 1941, 2 август 1944 и денешниот 8 ноември, кој го славиме, обележуваат еден револуционерен континуитет, кој во себе го содржи целиот пркос и непокор, датум кога се сеќаваме на дадените жртви и предвреме згаснатите животи, но и датум со кој ја опеавме и славиме слободата и новата иднина за Штип и Македонија. Таа додатно ги спомена штипските великани како Славчо Стојменски, Ванчо Прке, Љупчо Арсов, генерал Михајло Апостолски, Тошо Арсов, Димче Беловски и уште многу други. Им посветуваме голем дел од денешното чествување, не исклучувајќи ги револуционерите и борците кои преживеаа војната. На 8 ноември 1944 градот под Исарот беше ослободен. Така започна новата историја на Штип, која низ овие 80 години донесе слобода, но и многу промени. Денешниот 80-ти роден ден на штипската слобода не смее да се прослави, а да не се споменат штипските великани. Славчо Стојменски, Ванчо Прке, Љупчо Арсов, генерал Михајло Апостолски, Васил Доганџиски, Тошо Арсов, Исак Сион, Димче Беловски и уште многу други. Инаку по повод 8 ноември ослободувањето на градот, преку целата седмица се одржаа настани, кои што го одбележаа чествувањето на празникот.